Со своја верзија за скандалот во Струшката гимназија Ибрахим Темо на обвинителна клупа седна професорот по англиски јазик кој со метален предмет физички нападна ученик. На денешната главна расправа тој тврдеше дека на инцидентот му претходила вербална расправија со мајката на ученикот, која исто така е професор во училиштето. Со заканувачки поглед, колешката арогантно ме навредуваше со погрдни зборови пред сите ученици, но и голем број непознати лица кои првпат ги гледам во училишната зграда, рече обвинетиот, додавајќи дека тоа не бил нивни прв вербален инцидент. Засрамен и понижен, како што самиот рече, тргнал во професорскиот тоалет да се освежи. По мене влезе ученикот кој со тупаница ме удри на левиот предел од челото. Во тој дел од секундата од джебот го извадив боксирачот со цел да го заплашам. Затоа и замавнав, но боксирачот заврши во неговата глава. Професорот кој тврдеше дека боксирачот никогаш претходно не го употребил, но повремено го носел со себе за лична заштита, по инцидентот се заклучил во неговиот кабинет, каде останал се до приведувањето од страна на полицијата. Одбраната смета дека не се исполнати објективните елементи на кривичното дело насилство, има контрадикторни докази во тој поглед, особено исказите на сведоците и на оштетениот. Основното јавно обвинителство го товари професорот по англиски јазик за сторено кривично дело насилство и бара тој да остане во притвор се до изрекување на пресудата. Инаку по инцидентот кој вознемири јавноста, директорката на училиштето тврдеше дека ова не е негов прв инцидент и дека испадите на долгогодишниот професор ги пријавувале до сите надлежни институции. Учениците пак ја бойкотираа наставата, протестирајќи пред Струшкиот основен суд.